Почитувани присутни, ви благодарам што дојдовте денеска да дадеме почет на историската личност која физички не е меѓу нас, физички тој е одсутен, човекот два пати умира, еднаш физички, а втор пат кога ќе го заборавиме. Ова историска личност по втор пат нема да умре никогаш. Ние секогаш ќе правиме атер, големо сочувство даваме денеска, никогаш нема да го заборавиме, вечна му слава. Пред неколку години, или точно пред 7 години, на 10 годишнината на истото ова место, колку можев пократко бидејќи секогаш на овој ден, туку рече времето е пеколно, го кажав од најблиска рака што можев, а и денес себе се потврдува со другарите на Блашко Толев и со борците во тој момент присутни истата, точна до детал историја. Меѓутоа, вака се случи тоа. На почетокот имаше одредени шпекулации, бидејќи беа такви воени времења за секој настан, што било, како било, околности и слично. Да ви кажам дека јули и август месец до 27 август, третиот батальон на втората лесно пешадијска бригада на армијата на Република Македонија, составен од кавадарчини, беше на тој терен Тетово и Тетовско, меѓу кои на една од позициите истата на Тетовско кале. На 28 на Богородица, по иницијатива на соборците, јас и уште 20 колеги старешини, отидовме да ја запознаеме, да ја посетиме фамилијата на Блашко Толев, е тука малку погоре. Се запознавме тие од нас со настаните точно, ние од нив кој беше Блашко, какво дете беше живо, каков спортист, каков фудбалер, колку сакаше шумата. Нивното потекло од Долна Бушева, кај што освен овој паметник овде во ова село Марена, постои и се одржува и се почитува максимално и во Долна Бушева покрај заради потеклото. И се враќам на случката, таа е следната, баш пред малку, пред 10 минути, ми ја потврди она што го говори пред 7 години. Тој е војник на редовно ослужување на војниот рок. 20 годишно момче, почнува конфликтот, останува малку подолго, но за 2 дена од овој денешен колбен ден пред 17 години треба да се замине. Значи 2 дена само пред тоа. Во моментот на тие минофрлачки позиции на Тетовското кале не е активен, не е на служба, не е во ровот кај собствениот минофрлач. Меѓутоа во тој момент, додека се тие безбедни и нешто се честат дека ќе заминуваат за пар дена со колегите, така сокче и не, почнува напад. Тој станува од безбедноста, влегува во ровот и вели ај за последно да фрлам и јас неколку гранатита, да вратам, како еден од поискусните, нели? Фрла 3 или 4 тоа. Никој веќе не ни може да го утврди, меѓутоа возвратно една паѓа до него. Знам дека одредени беа шпекулации околу повредите, бидејќи е максимално опремен со тежок панцир кој што има и платки, и крагани, и раменици, меѓутоа повредите со блиска минофрлачка граната одблизу. За скоро време починува едно возило кое што беше запленато од противникот, едно теренско возило, го возеа моите месец дена и повеќе таму на терен, беше запленато од арама и префарбано во боите на арама и го користевме секојдневно, многу ни се наоѓаше, меѓутоа дупките од куршумите од напад на наши војници пред да го запленат символично стоја цело време. На тоа возило му беше во тој настан, додека е повреден и тешко ранет, превртен клучот во сета таа брзина. Заглавен во брава, но досна за сега. Тоа е таа вистинска приказна, значи, која што ни кажува, многу ни кажува за карактерот на тоа храбро момче, за тоа како се сака татковината, како се штити честа на униформата и на армијата на која што се припаѓа до последно. За жал го нема, го изгуби својот млад живот. Никогаш да не се повтори. Ние сме тука да уживаме во плодовите на оваа слобода, да се заблагодаруваме, никогаш да не ни заборавиме дека тие го проживеа на најскопоценот собствениот живот за нас и иднината на идните генерации.
Нека му е вечна слава од мене уште еднаш. Би сакал како домаќин и соорганизатор на ова чествување да ви се обрати господинот Митко Камчев, председател на местната заедница од село Марена и советник во Советот на општина Кавадарци. Повелете, господин Камчев. Почитувани жители на село Марена, почитувани членови на Советот на општина Кавадарци, почитувано семејство на Блашко Толев, почитувани останати сите присутни и од армијата на Република Македонија и останати присутни. Денес се собравме тука да му одадеме почит, да положиме свежо цвеќе на нашиот соселанец, на нашиот другар, син, брат и добар спортист Блашко Толев, кој трагично го загуби животот во конфликтот во 2001 година. Се навршија 17 години од неговата смрт, но до ден денес тој стои во нашата душа. Има место за неговиот осмев, за неговото храбро детство, за неговиот храбар живот. Го познаваме како добар другар, како добар наш спортист во нашиот фудбалски клуб, како добар организатор и на дел од младинските манифестации. Сите негови позитивни работи ќе ги цениме, вечно ќе стои во нашите срца, вечно ќе го сеќаваме и на овој ден ќе полагаме свежо цвеќе со цел да му дадеме почит на неговото храбро и богато минато.